Почитувани гледачи, добро вечер и спортски поздрав од спортскиот центар Јане Сандански, мала сала, каде што го очекуваме почетокот на финалниот надпревар за младинската кошаркарска лига за играчи до 14 години, односно кошаркарите на Феникс против тимот на Партизан Водносанс. Дуел на две екипи кои вчера во полуфиналните надпревари постигнаа победи. Феникс беше поуспешен од тимот на Вардар со убедливи 96-48, додека тимот на Партизан Водносанс успеа да го совлада тимот на МЗТ Скопје Аеродром со 78-68. Во малото финале што заврши пред малку, екипата на МЗТ Скопје беше поуспешна од тимот на Вардар и славеше минимална и тесна победа со 78-74. И сега го очекуваме големото финале во оваа конкуренција на кошаркари, секако еден надпревар кој е голем предизвик за играчите на двата тима кои ќе бидат на теренот на клупата, секако предводени од своите тренери. Улогата на домакин, само формално би се рекол во записникот, ќе имаат кошаркарите кои ќе настапат во жолти дресови, кошаркарите на Феникс, додека екипата на Партизан Водносанс денеска настапува во својата темна комбинација во црни дресови. За тимот на Феникс на овој денешен надпревар ќе настапат 11 играчи од вчера и има една промена. Со број 4 Давид Трпевски, со број 6 Мухамед Тачи, 8 Филип Георгиевски, 9 Теон Богатиновски, 10 Филип Грачиновски, 11 Андреј Митревски, 12 Амар Хот, со број 14 Марио Стефановски, со број 17 Прегдар Стериовски, 22 Гораз Величковски, со број 26 е Христоф и со број 30 е Теодор Добревски. Од вчерашниот состав го нема Бојан Стојановски, на негово место е Христоф, кој вчера поради болест, односно болест пред неколку дена, не беше во можност да настапи на тој надпревар. За екипата на Партизан Водносанс ќе настапат следните кошаркари: со број 1 Александар Истовски, со број 6 Старик Пепич, број 8 Андреј Попов, 9 Марко Николовски, со број 10 Матеја Матевски, кој е капитен на екипата, со број 11 Филип Наков, со број 12 Иван Тодоровски, со број 14 Матеј Темелковски, со број 25 Михаил Митровски, 32 Марко Атанасов, 35 Дарко Томевски, 38 Рикардо Бундалевски. Инаку овие два тима одиграа два надпревари и во оној втор дел од шампионатот, кога се играше она разигрување. Две победи постигнаа кошаркарите на Феникс, како гости славија со 83-68, додека како домакини беа подобри со 80-74. Екипата на Феникс важи за фаворит во ова надпреварување. Оваа година нема пораз на надпреварите во домашната конкуренција, додека тимот на Партизан Водносанс во на разигрување влезе со скор 5 победи и 5 порази, односно го заврши тоа разигрување. Суди на надпреварот Блаже Лазов, Сашо Стојчевски, Томи Панов, делегат Панајотовиќ. Очекуваме еден фер и коректен надпревар. Шампионскиот пехар крај записничката маса, а јас со мали проблеми околу статистиката и на онлайн следење на надпреварот. Се надевам дека ќе успееме и тој дел од работите да го комплетираме, па да имаме целосна помош и од тој еден основен дел веќе од денешното следење на кошаркарските надпревари. Во жолти дресови веќе споменав кошаркарите на Феникс, во темни, во црни кошаркарите на Партизан Водносанс. Судиско потфрлање за почетокот на надпреварот и првиот напад за екипата на Феникс со број 6 Трпевски, со број 4 Трпевски, со број 6 Тачи, со број 11 Митревски. Досудена е првата лична грешка, со број 8 тоа беше Филип Георгиевски, со број 22 Гораст Величковски.
На линијата за слободни фрлања Филип Ѓоргиевски. 12 поени постигна вчера, имаше и 8 скокови. И еве го првиот поен за екипата на Феникс, која доаѓа во водство од 1:0. 25, тоа е Михаил Митровски. Со број 1, Александар Ристовски одигра вчера еден одличен надпревар против тимот на Партизан. Сега не успеше во првиот обид. Трпевски во контранапад. Грешка во чекори од Митревски. Со број 10, Матеј Матевски. Значи, број 25 Митровски, Ристовски, со број 11 Наков и мислам дека го играе со број 6 Тарек Пепич, токму така. Прва тројка на надпреварот за кошаркарите на Партизан во однос шанс поентираше Михаил Митровски. Тачи ја загуби топката, услови за против напад, сега со број 11 Филип Наков. Веднаш стигна кошаркарите на Феникс, добро се вратија да изблокираат Трпевски. Овој пак до Митревски, убав влез на Митревски. Поени за Андреј Митревски, кој вчера постигна 19 поени на надпреварот против Вардар, беше најефикасниот во својот тим и притоа со еден одличен процент на реализација 63%. А имаше и 5 скокови. Нов обид сега на Ристовски, поени за Ристовски. Ново водство за Партизан во однос шанс. Тачи. Меѓутоа индивидуално не може ништо да помине. Нешто што не беше случај на вчерашниот надпревар, поени за Ристовски, негов четврти поен. Ова контра и вчера даде резултат. Лична грешка, играчот со број 22 Гораст Величковски, прва лична грешка за него. Водство на тимот на Партизан во однос шанс 3:7. Има и дополнително слободно фрлање. Повлечен од игра Тачи, на негово место Стериовски. Веќе споменав, Тачи лошо го започна овој денешен надпревар. Нешто што не беше случај за кошаркарите на Феникс на вчерашниот надпревар против Вардар, кога буквално целата екипа одигра феноменално и има 26 асистенции во текот на надпреварот. Сега еве дел од тоа што го зборувам од пред малку, поените ќе важат и дополнително слободно фрлање по личната грешка на Митровски. Кош за Гораст Величковски. 5-7 составен дел на играта, особено во овие младински категории, се грешките, па кој ќе ги казни тие грешки ќе профитира. Непрецизно од линијата за слободни фрлања Гораст Величковски. Останува резултатот 5-7. Митровски. Трпевски. Пресечена топката, но само за Кусов. Величковски за Митревски. Има доволно време за напад Стериовски. Неправилна блокада од Филип Ѓоргиевски, негова прва лична грешка, втора за тимот на Феникс, две имаат и кошаркарите на Партизан во однос шанс. На клупата на Феникс, селекторот на нашата репрезентација за играчи до 14 години, Денис Дербишевиќ, додека на клупата на Партизан во однос шанс се наоѓа Нермин Пепич. И сега успешна блокада за играчот со број 6 Тарек Пепич.
Стериовски. Негов прв кош на овој завршен турнир. На вчерашниот надпревар еден од малкуте играчи што не успеа да постигне поени. Сега на спротивната страна нема реализација за Митровски. Оди Величковски. Лична грешка од играчот со број 10, Матеа Матевски, негова втора лична грешка. Има 14 години, 187 сантиметри висок. Прва замена во тимот на Партизан Водно-Санс. Во игра влегува со број 12 Иван Тодоровски. Од причина што Матевски веќе ја направи втората лична грешка. Ова може да биде голем хендикеп за тимот на Партизан Водно-Санс. На линијата за слободни фрлања Величковски. Непрецизен. Непрецизен и во вториот обид, помалку некоректно дел од родителите на тимот Партизан Водно-Санс, кој се во моја непосредна близина. Со свирежи ги проследува овие слободни фрлања. Сепак станува збор за надпревар во младинска конкуренција. Ова се уште деца. Малку на сила на поени за Филип Наков. 7-9. Нема поени за тимот на Феникс. На спротивната страна исто така грешат кошаркарите на Партизан Водно-Санс. Сега Стериовски. Тачи се вратил во игра. Ја користи својата предност. Негов прв кош, малку поснажен од останатите, корпулентен. Поен из играчот со број 6 Пепич, негов прв кош. Десет 11. Нема поени на спротивната страна со број 25. Тоа е Митровски. Лична грешка над Ристовски. Сега неколку замени во тимот на Феникс. Ристовски. Некој подсетувам утре. Директни преноси од надпреварите во конкуренција за играчи до 16 години. Утре ќе имате можност да следите надпревар меѓу екипата на Партизан Водно-Санс и Вардар, селекции родени 2001 година. Кош сега за Митревски, негов четврти поен. Нова грешка на кошаркарите на Партизан Водно-Санс. Стефановски сам, чиста позиција. И тој се запишува денеска во листата на срците. 14-11. Лична грешка. Мислам дека е Митровски. Негова прва лична грешка. Ристовски. Митровски. Обид за 3, но пресилно. Иде тоа напад за екипата на Феникс. Митревски. Тачи. Изблокиран. Тачи. На коректен начин, судиите не досудија ништо. Ќе биде тоа напад за тимот на Партизан Водно-Санс.
Ристовски. Брзо е пренесува топката, сега Пепич, убав влез, но лоша завршица, фаулиран со број 25 Митровски, лична грешка за Тачи. Тоа е веќе четврта лична грешка за тимот на Феникс во екипата на Партизан во однос си имаат 3 прекршоци. Како овој тим е формиран или школа, да кажам, кошаркарска формирана во 2000-та година, од 2010 година станува дел од Партизан Белград. Постојано е редовен учесник на завршните надпревари во младенски категории пред се 12, 14 и 16 години. Оваа година оваа селекција имаше по 2 екипи пријавено во овие 3 годишта. Два пати непрецизен Митровски, останува на 3 поени и тројката. Сега обид за 3, нема кош за Партизан во однос с Митревски, успеа да ја пресече акцијата. Стериовски. Убаво се снајде. 16-11 тайм-аут за екипата на Партизан во однос во изминати 3 минути на 3 минути и 42 секунди до крајот на првата четвртина. Од 16 поени кошакарите на Феникс ги постигна од рекетот. А 6 поени од тие беа по грешка на противникот. 12 поени реализира од контранапад. Тодоровски за Ристовски. Меѓутоа Стефановски за момент пресече. Пепич користи предноста во височина, негов четврти поен. 16-13. Нема поени за Феникс, но останува оваа екипа за момент само во напад. Грешка направија, затоа контра на тимот на Партизан во однос со одличен влез, но нема реализација за Филип Наков. Еден од оние играчи кои се наоѓаат на поширокиот список репрезентативци по завршување на овие надпревари. Ќе следува и селективните тренинзи за овие млади кошаркари и кои ќе изборат место за настап на она неофицијално европско првенство што се игра во Словенија Бол, каде веќе неколку сезони нашата репрезентација во таа годишна категорија настапува. Уште 6 секунди, Митревски изблокиран, има 2 слободни фрлања. На линијата за слободни фрлања Андреј Митревски. Пети поен.
Непрецизен во вториот обид, останува на 5 поени, 17-13. 2:25 до крајот на првата четвртина. Убава асистенција, поените ќе важат. Кош за играчот со број 8 Андреј Попов. Некако најспоменувано име во овој период Андреј Митревски кај Феникс и Андреј Попов сега реализира. Прецизен и во дополнителното слободно офрлање, негов трет поен. Поен предност само за тимот на Феникс. Тач. Се решава на влез, Тач оди до крај, поените ќе важат и дополнително слободно офрлање. Четврти поен за Тач и вчера имаше 14 поени и дури 11 асистенции. Тоа го покажува уште еднаш за колективниот дух на екипата на Феникс. Тоа ќе повторам уште еднаш важи за фаворит во ова финале. Пети поен за Тачиц изравнува со Митревски од неговата екипа. Од тешка позиција, Попов се реши да бие, нема поени. Нема кош ниту на спротивната страна. Пепич. Ристовски. Со многу чувство го одигра вчерашниот надпревар. Беше истински мотор за својата екипа, постигна 23 поени. Остануваат уште 5 секунди за шут, обид за 3, нема тројка, но останува Партизан во одноцанство во напад. И сега лична грешка. Ако е Тачи, тоа е проблем за тимот на Феникс, токму така негова трета лична грешка. Затоа ќе треба да биде повлечен од игра. Веднаш тоа го прави Денис Дервишевич, со број 22 влегува Гораст Величковски. Непрецизен Пепич, висок е 194 сантиметри, највисок во овој тим заедно со Михаил Митровски. И во вториот обид непрецизен, останува со 4 поени, но останува Партизан во одноцанство во напад. Повторно Пепич. Со број 11, Митровски нема реализација, нема ниту лична грешка, иако тоа го барат кошаркарите на Партизан во одноцанство и клупата. Стериовски се жали на повреда таму Ристовски, Трпевски, убава асистенција од земја, лична грешка за Пепич. Имаат многу мака судиите на овој надпревар. Двете клупи веќе се жустри. Нема да им се допаѓа, можеби секоја одлука, па и секоја втора да не им се допаѓа ќе биде проблематично. Иако според моје мислење, барем до сега коректно го судат овој надпревар. Судиите 20 спрема 16. Нема поени за Трпевски, вчера немаше промашување од линијата за слободни. Сега два пати непрецизен. Лична грешка за Трпевски. Ќе бидат тоа две слободни фрлања за екипата на Партизан во одноцанство, последната минута од првиот период.
нема поени, за играчот со број 12, Ива Тодоровски. Вчера постигна 4. И во вториот обид непрецизен. Обид за добар пас. Мислам дека требаше Вличковски во оваа ситуација да дозволи топката да отиде во аут. 4 поени предност за екипата на Феникс. Наков за Тодоровски. Обид за 2 на Рисовски, нема кош, но уште еден скок. Но при тоа направи двојно водење на топката Митровски. Одигра поличен Стефановски, на негово место Хот. Митревски. Одличен влез поени за Митревски. 7 поен, тој е најефикасниот играч во досегашниот текот над преварот. 22-16. И нема време веќе, крај на периодот. Нема ориентација. Младите играчи колку време има уште до крајот, иако условите што ги има оваа мала сала, Османскиот центар Јане Задновски се навистина идеални. Само во какви све неуслови игра овие млади играчи во претходните надпревари за да стигнат до тука. Сега следува мала пауза и настап. Првата точка е за соло хип-хоп Марко Димовски, државен првак во хип-хоп соло надпреварувањето. Почеток на втората четвртина, 6 поени предност за тимот на Феникс во финалето за кошаркари до 14 години. Ова екипа на Феникс пред 2 години, не овој тим, туку тимот на Феникс ја освои шампионската титула. Тие играчи се сега во категоријата до 16 години. Додека ова екипа на Феникс пред 2 години во конкуренција за играчи до 12 години беше шампион. Екипата на Водносан Слани имаше учесник во финалето, додека шампионската титула во ова возраст ја освои типот на Вардар. Во меѓувреме одличен потек на Давид Трпевски, украде една топка за контра и сега ова се највисоки освоени предност за тимот на Феникс, 24-16. Од тешка позиција, поени за Попов, негов 5-ти поен. Митревски надвор извади за 3, нема тројка за Величковски. Наков направена е лична грешка.
дали Величковски или Трпески. 22, лична грешка за Величковски, втора. Ристовски остана на 4 поени, но добро внимаваат на него кошаркарите на Феникс. Сега Тодоровски, убаво си создаден простор, но него посака топката, играше по обрачот. Топка сега за Феникс. Величковски се реши сам, одлично го направи овој потек, негов пети поен, 26-18, минути и пол измина од овој период, убава асистенција за 12-ката Иван Тодоровски, поени за Пепич, 6 вкупно за него во досегашниот тек од преварот. Иако станува збор за млади кошаркари, сепак покажуваат дека и тие имат напорно работено во текот на целата сезона. Трпевски, но не посака овој пат топката да влезе во кошот. Тодоровски уште еднаш. Ристовски, Пепич, Тодоровски, обид на Ристовски, бие за 2, нема кош. Трпевски ја прибра оваа топка, но само за момент останува нападот за тимот на Феникс. Митревски, Ристовски одбрани чисто, продолжува акцијата за Феникс. Инаку тренер споменав Нермин Пепич кај екипата на Партизан во однос со обид на Трпевски за 2, непрецизно. Него му помага Жарко Лазаревски, таму е и Горен Андреевски, инаку во повозрастните категории, например во селекцијата 2001, како тренер работи поранешниот кошаркар на работнички на МЗТ Скопје, македонски репрезентативец Тони Симич. И сега во својот стил Денис Дервишевич, познат едно чудо измени прави во текот на надпреварот, овој пат 3 хокеарски замени. Можеби малку и треба да го смири својот темперамент од основна причина што сепак станува збор за надпревар на млади кошаркари. Првиот пат погоди Наков, во вториот пат непрецизен. Поени, овој пат 2 за играчот со број 10. Матеја Матевски, негов прв кош денеска поради две лични грешки беше надвор од теренот и намалено е водството на Феникс 26-23. 7-4 за тимот на Водносанс во оваа втора четвртина. Бошко. Некој има пауза за совети, некој се подготвува за настапот, имавте можност да видите позади кошот. Ќе следува настапот на Аква танцово студио од Скопје, од општината Аеродром.
Стериевски за Митревски. Тачи, Стефановски и Георгиевски петорката на Феникс. Споменав во текот на вчерашниот пренос на надпревари од оваа возраст не е дозволено да се игра зонска одбрана. 7 секунди до крајот на нападот за тимот на Феникс. Ристовски, Пепич, Наков, Тодоровски, Матевски петорката на Водносанс на теренот. Митревски офанзивен скок, негов 9-ти поен, најефикасен играч на надпреварот, доколку Феникс триумфира, е еден од кандидатите за признанието MVP. Наков, Матевски, 18 поени постигна вчера со 11 скокови, но денеска личните грешки го спрече неговото добро влегување на овој надпревар. Митревски. Тачи. Топка за Стефановски, убав кош, има и дополнително слободно фрлање. Дава резултат оној тајмаут што пред малку го зема Денис Дервишевиќ. Триесет 23. Беше асистенција на Тачи, денеска 5 поени, 3 асистенции, 3 лични грешки. Игра со број 25 Михаил Митровски. МЗТ Скопје и Македонската кошаркарска федерација, заеднички организатори на овој турнир. Нема поени, промаши се Стефановски, лична грешка за Пепич, што е трета за него, што е причина тој да биде повлечен на клупата. 5 минути 50 секунди до крајот на првото полувреме. Матевски. Наков. Лесна Наков. Борба во рекетот. Лична грешка 25. Михаил Митревски. Негова втора лична грешка. Трета, односно втора и за тимот на Партизан Водносанс. По две лични грешки за двата тима. Митревски. Поени за Митревски. 11 поени. 32-23, овие плюс 9 се највисоко водство за тимот на Феникс. Ристовски. Обид за 3, за 2, нема кош. Стефановски ја прифати топката, Стериевски. Поголемиот фонд на играчи со кои располага Денис Дервишевиќ му овозможува постојано да има ритам, да диктира неговата екипа. Сега кош за Филип Георгиевски, негов прв одигра, 34-23 и тоа е веќе 11 поени предност, највисоко водство за тимот на Феникс. Неизбежен дел на овие надпревари, особено на завршницата, се и овие тапани, кои дават дополнителен импулс за навивачите, иако тоа не им недостасува.
30 од 34 поени за овие 15 минути кошаркарите на Феникс ги постигра со игра во рекета. Значи нешто што треба да биде присутно, особено ако си има физички предиспозиции. Тоа го користи добро тимот на Феникс. Од тие 10 поени се погрешки на противникот, а 14 се од контранапади. Матерски. Ристовски. Не е расположен како на вчерашниот надпревар со 23 поени. Сега Наков. Многу вакви соло акции. Вчера кај тимот на Вардар не дава резултат, само со тимска игра може да се направи нешто, односно да има резултат. Митревски. Тачи. Повторно за Митревски. Сам дека ова негово прво или второ промашување. Тодоровски. Но Тачи е внимателен, успеа да одземе ова топка, обид за контранапад. Сега Наков пресече. Оди Наков, Ристовски. Матерски се реши на влез. Матерски нема поени. Сега минута и 10 на секунди без кош на двете страни. Стефановски. Тачи. Имаше можност да оди на кошот, да завршува, сепак се реши да асистира. Не го направи тоа, затоа се лути Дервишевиќ. Попов се враќа во игра на местото на Тодоровски. Попов. Митровски. Ристовски. Пресече Стефановски. Поените ќе важат и дополнително слободно фрлање. Наков, втора лична грешка. 6 поен за Стефановски. Серија од 10-0 за тимот на Феникс. По тајмаутот, кога беше 26-23, сега 36-23 со можност оваа предност да биде изголемена. Седми поен за Стефановски, 5 во вториот период, за него 37-23. Ристовски остана на 4 поени некаде од почетокот на надпреварот. Невнимателен Стериовски, направи лична грешка, прва. Обид за 3 на Попов, нема тројка, но останува фотосаз во напад. Ристовски, Матевски, Наков, дуел на 2-11-ки, Попов. Има доволно време за нападот, нема поени за Попов, бараше контакт игра, не успе да погоди Стефановски во против напад, убаво со лева. 9 поен за Стефановски, 39-23. 16 поени предност. Матевски, Митровски, Ристовски. Лична грешка. 17, Предраг Стериовски. Втора лична грешка. Ќе оди на клупа. 2 минути 25 секунди до крајот на првото полувреме. Игра се враќа Давид Тепевски.
35 пат во игра Дарко Комевски. Много влез, но нема поени за Наков. Едноставно по ние 26-23 застана играта на Партизан Водносанс. Тачи. Митревски имаше тука грешка од Чекори. Може би еден вид мала компензација од судиите, сега имаше и лична грешка потоа над него. Ристовски, одлична блокада за Георгиевски. Заслужува аплаузи на отворена сцена. Ристовски на сила, но така не оди. Минута и 30 до крајот на полувремето. Давид Трпевски се реши на влез. Судите покажуваат лична грешка, 25 Михаил Митровски. Според мојата евиденција и од статистиката, трета лична грешка за него. Трет поен за Трпевски, прв од линијата за слободни фрлања. Во првата четвртина промаши две слободни фрлања. Непрецизен на вториот обид, но останува неговата екипа во игра. Митревски чека инструкции, чека блокада. Стефановски се реши да извади надвор, останува Феникс во напад, но тоа ќе биде изминато време за напад, затоа топката е за Партизан Водносанс. Деон Богатиновски во игра. И сега Трпевски одзема топка во против напад, не успева да поентира, но неговата екипа останува во напад, но само за Кусо. Сепак судијата Панов, кој беше во непосредна близина, покажа аут и топка за Феникса. Денис Дервишевич го користи вториот тајм-аут. Тачи, Трпевски, обид за 2, непрецизен, но останува Феникс во напад. Трпевски прифати топката. И сега од чиста позиција не успева да погодат кошаркарите на Феникс. Мината го продолжува борбата, 35 секунди до крајот на полувремето.
Ќе прави измени Денис Дервишевич, Тачи и Богатиновски ќе напуштат играта, во игра ќе влезат Хот и Ѓоргиевски. Накол. Се речи сам да завршува, не успеа да поентира Митревски. Топка за Хот, нема поени, ниту пак од Трпевски. Многу промашени, чисти зицери, но желбата и пожртвуваноста го права тоа. Сега лична грешка за Величковски, трета. Веќе можеше да биде разликата и повеќе од 20 поени. На линијата за слободни фрлања би требало да е Андреј Попов. Не прецизен во првиот обид. И во вториот, сепак тоа беше играчот со број 9, Марко Николовски. Трпевски погледнува и кон саутот, се реши да асистира, не да бие. Обид за 3 со звукот на сирената, нема тројка, тука е крај на првото полувреме. 23:40 или 7-18 во 18-7 во вториот период. 40-23, ова е највисоката предност за екипата на Феникс која имаше во досегашниот тек од надпреварот. Значи од 26-23 со серија од 14-0 Феникс со голема предност оди на полувреме. А сега следуваат минутите, останете со програмата на Акватацовото студио. Работат хип-хоп и джез балет и се моментални државни прваци во хип-хоп, секако во ова надпреварување. Ја представуваат нашата држава на светскиот шампионат во хип-хоп во Копенхаген, Данска. Секако ќе останете, ќе ги проследите, а ние ќе се вклучиме со коментар на почетокот на второто полувреме.
Почитувани гледачи, се враќаме на следењето на директниот пренос од финалето во Младинската кошаркарска лига за кошаркари до 14 години. Дуелот меѓу Феникс и Водно Санс. 40-23, ова е највисокото водство за екипата на Феникс, постигнато во финишот на првиот дел, кога ова екипа имаше серија од 14-0 за ова убедливо водство. Во жолти дресови се кошаркарите на Феникс, во црни кошаркарите на Водно Санс, Партизан Водно Санс. Предноста тимот на Феникс се оствари од тоа што 34 од 40 поени ги постигна со игра во рекетот, 18 од контри, 13 пати реализира играчите од клупа, додека кај тимот на Водно Санс 12 играчи и 12 поени имаат играчите постигнато од рекет и само 2 поена од контра. Прва лична грешка на самиот старт на третиот период за Ристовски. Тоа е воедно и негова прва лична грешка. Трпески. Тачи. Има еден тука малку по-жесток родител. Ке мора да биде смирен. Поени за Митревски, негов 13 поен, 42-23. Тодоровски. Направена е лична грешка. Да видиме од кој. Број 4. Трпески. Капитенот на екипата на Феникс. Втора лична грешка за него. Ристовски. Матевски. Уште 6 секунди за нападот на Водно Санс. Убав лес за Ристовски, негов 6 поен, остана на 4 од самиот почеток на надпреварот. Недостасува неговите поени за оваа екипа. Постигна 23 на вчерашниот надпревар против МЗТ Скопје. Инаку во малото финале тимот на МЗТ Скопје го победи Вардар 78-74. Тачи. Бара позиција да шутира, непрецизен. Наков. Грешка во чекори, покажува судијата Лазов. Стојчевски, Лазов и Панов се судиската тројка на овој надпревар. Митревски. Секако првиот играч и на овој финален надпревар. 15 поен за Митревски. Има и дополнително слободно фрлање. Пепич, четврта лична грешка. Може Смитревски да го зголеми своето конто на поени, не успева, но неговите соиграчи се изборија за нова лична грешка, нови слободни фрлања. 25, четврта лична грешка и за Митровски. Ева сега веќе сериозен проблем за екипата на Водно Санс. 31 скок Феникс на овој денешен надпревар. Вчера не беа така доминантни на дуелот против Вардар, барем во тој статистички елемент. Непрецизен Филип Георгиевски. Хамо Дервишевич има еден мини тайм-аут со останатите играчи.
Нема поени. Рисовски. Наков. До него Митревски. Сега Митровски се обиде да погоди, останува во односа во напад. Ристовски. Се реши на влез, малку и на сила, не успеа да поетира. Митровски офанзивен скок, нема поени. И натаму голема борба во рекетот на тимот на Феникс, има судиско, односно мртва топка досудена. Овој пат стрелката покажува ќе биде тоа напад за Водносанс, односно оваа екипа ќе остане со посет на топката. Георгиевски повлечен од игра, на него место Величковски. Ристовски. Наков. И ја загуби топката. Трпески. Со 11 Митревски, секако првиот играч на овој надпревар. Инаку син на поранешниот кошаркар на МЗТ Скопје и на Алумина, Златко Митревски. Има извореден шут Митревски, 7 од 10. Одличен потек, поени за Богатиновски, негов прв кош. 46-25. Тодоровски. Лична грешка со 2 слободни фрлања. Поени за Матеј Темелковски. Не, се извинувам, за Ива Тодоровски. Промаши 2 слободни фрлања во првата четвртина, сега прецизен, но само во едниот обид досуден е престап. И сега, што би се рекло, Кугро, 20 поени разлика. Трпевски направена е лична грешка од Ристовски. Ќе види тоа 2 слободни фрлања. Втора лична грешка за Александар Ристовски. Им избега на своите чувари Давид Трпевски. Само еднаш денеска погоди од 5 победи до сега Трпевски. Вчера имаше максимална реализација, 8 од 8 од оваа позиција. Четврти негов поен. 47-26. 7 минути до крајот на третиот период. Трпевски одзема топката, влече во контра, се решава сам да заврши и немаше среќа. Може би немаше ни сила за да оди за конечна завршица. Наков. И сега Митревски прифати топка. Тачи. Величковски. Остана топката во игра, ја сконтролира Ристовски. Сега Тодоровски. Оди против Митревски, Тодоровски, поени кива. Негов трет поен. 47-28.
Трпевски. Позиција за Богатиновски, Трпевски бие, нема поени, шутираше со звукот на сирената пред времето за да истече нападот и сега убава акција, поени со број 10 за Матеа Матевски, четврти негов поен, 30 за Водно Санс, 47 за тимот на Феникс. Тајм-аут за Денис Дервишевиќ. Девет играчи во тимот на Феникс до сега добија шанса да влезат во игра. Истиот број играчи го искористи и тренерот на Водно Санс Пепич. Стериовски. Ја загуби топката во прв момент. Стефановски. Лична грешка, број 10. Матевски. Трета. Ќе видат две слободни фрлања, бидејќи тимот на Водно Санс веќе го исполни бонусот. Стефановски 10-ти поен, втор стрелец на надпреварот. Би се рекла помалку и пријатно изненадување од Марио Стефановски. И во вториот обид прецизен 11 поени за Стефановски. Наков. Тодоровски. Одлична асистенција, поени за Митровски, но само 5. секунди за нападот на Феникс. 5 минути и 13 секунди до крајот на третиот период. Сега лошо додавање од Тачи. Рисовски. Иако не е дозволено, зонска одбрана. Еќе во неколку случаи тимот на Феникс го користи тоа, иако и во првиот дел тоа го правеше екипата на Водно Санс. Број 11, лична грешка. Трета. Прецизен Митревски, 16-ти поен. И 17-ти поен. 3 промашувања од игра и 2 од линијата за слободни фрлања со 10 скокови и 4 асистенции. Статистички гледано, еден од најдобрите играчи. Впрочем, и тој е и најмногу на теренот во екипата на Феникс, дури 25 минути. Има доволно време за шут. Стефановски. Тачи.
Помалку има сила, но поените ќе важат. 7 поен. 53, 32, 21 поен предност. Ова е највисокото водство што го имаше тимот на Феникс. 6 поен за Матеја Матевски. Стефановски брзо пренесе на топката на противничката половина. Имаше игра и со нога тука, не досудија ништо судиите против напад на Водно Санс. Сега има грешка во Чекори. Величковски се решава сам, сепак асистира за ход. Прв кош за ход на овој надпревар, 55-34. Некако остана ова предност од околу 20 поени разлика. Ристовски. И тој малку на сила, ја искористи предноста што е поснажен од противничкиот играч, од Стериевски во овој случај. Повторам уште еднаш, утре ќе се игра полуфиналето во категоријата до 16 години. Тимот на Партизан Водно Санс ќе настапи со 2 селекции на завршниот турнир. Двете изборија пласман. Играат Феникс 2001 против Водно Санс 2002 и Вардар 2001 против Водно Санс 2001. Пренос ќе вршиме токму од тој надпревар со почеток во 20 часот. Секако и од финалето во таа возрастна категорија што ќе се игра во сабота во истиот термин во 20 часот. Нема поени за Ристовски, останува со 8. Остана на 8 поени. Тачи. Направи секако што треба кошаркарски 9 поен за Тачи, 57-36. Ристовски. Крај него Стериевски. Нема поени за Митровски, но има лична грешка. Со број 17, Предраг Стериевски, четврта лична грешка. Два пати прецизен Михаил Митровски. И тој е еден од кошаркарите што се наоѓа на оној поширок список, 30 играчи кои се во конкуренција за репрезентација за настап на Словенија Бол. И сега борба на теренот. Стефановски ја собрава топка.
Митревски. Повторно топка за Митревски, Стериовски. Обид за 2 е тоа. Лична грешка од Хота. Негова прва лична грешка. Нема да биде тоа. Две слободни фрлања. Иако според она што го забележав, може би и би требало да бидат. Едино доколку не е ова четврта лична грешка за Феникс, според мојата евиденција е петта. Не беше ова лична грешка со подсетна топка, бидејќи веќе беше изфрлена топката за шут. Наков. Лична грешка Стефановски. Прво и за него. Прецизен Филип Наков, четврти поен, но на вчерашниот надпревар имаше 15 поени, 15 скокови. Денеска само 8 скокови и 5 асистенции. Прецизен и во вториот обид. Трпески, капитенот на екипа на Феникс. Сега Митревски се решава на влез. Ови поени купно 19-8 во вториот дел. 59-38, 21 поен предно за тимот на Феникс. Нема тројка за Водно Санс. Новата во аут посети напад за тимот на Феникс. Трпески. Тачи. 9 поени, 6 асистенции, сега 11 поени за Тачи. 61-38. Ова се 23 поени предноста за екипата на Феникс. Бие и погодува со број 10 Матеа Матевски, негов 8 поени. Тука е крајот на третиот период. 61 спрема 40, 21, 17 во третиот период од надпреварот за тимот на Феникс, кој досега ги доби сите три одиграни периоди. 22-16, 18-7, кога ја направи оваа висока предност, и еве сега само за да се потврди тоа 21 спрема 15. Ова пауза ќе споменам само дека во младинските категории ова година во шампионатите кои досега завршија, во категоријата до 12 години шампионската титула за тимот на МЗТ Скопје, кој беше подобар во ова иста сала против екипата на Дино Баскет од Кочани. Трето место за Партизан Водно Санса, четврти беа кошаркарите на МВП Струмица. Во категоријата до 16 години утре се играат полуфиналните надпревари Феникс против Партизан Водно Санс 2002 и Вардар Партизан Водно Санс 2001. Во категоријата за играчи до 18 години Работнички Вардар во финалето игра, Работнички триумфираше. Освен првото место во малото финале МЗТ Скопје беше подобар од тимот на Шкупи. И во оние највозрастни, би се рекло веќе дели првотимци, Работнички Вардар игра во финалето во категорија М20. Вардар славеше победа со 3-0
Тие надпревари се игра по принципот на плейоф, во 3 добиени надпревари Вардар ја одбрани шампионската титула во таа возрастна категорија. Почеток на последниот период, 21 поен предност за кошаркарите на Феникс и само чудо може да се случи да го загубат финалето. По оваа грешка Трпевски веднаш повлече на клупата. Дежурен виновник, што би се рекло. Ако нешто не оди, кога ќе се погреши. Успеа некако да ја протури топката помеѓу многу раце. Михаил Митровски, негов 7-ми поен. Тачи. Ќе оди 1-1 Тачи. Премногу празден простор во рекетот. Наков. Сега лична грешка од Митревски. Поените ќе важат. Митревски трета лична грешка. 44. Наков 7-ми поен. Од дуелот на двете 11-ки. Филип Наков кој бираше. Има 13 години. Прецизен ниво овој втор обид, 8-ми негов поен. Дали ова еден од последните обиди на тимот на Водно Санс да направи резултатски приклучок? Бара таму Дервичевиќ, неговите играчи да се рашират по целиот терен. Дали сега и помалку заборавениот Пепич кој има 4 лични грешки ќе се врати во игра, ќе успее да даде придонес за својот тим. Трпески. До него Ристовски, веднаш удвоен тука. За момент пресече Пепич, остануваат 6 секунди за напад на тимот на Феникс. И нема кој друг во игра, ќе се враќа Митревски. Најефикасниот играч на надпреварот досега со 19 поени. Стефановски повлечен. Митревски веднаш од клупата бие за 3, не погодува контранапад. Ристовски имаше елементи и на Чекори, не успеа да погоди. Сега напад за Феникс. Величковски. Оди против Пепич, кој има 4 лични грешки, Стериевски до Трпески, но ја смируваат акцијата кошаркарите на Феникс. Тачи. Сега како никој да нема храброст да шутира, тоа го направи Трпевски, негов 6-ти поен. Се разби оној малер, 63, прв коч за Феникс во последната четвртина. Нема реализација за Водно Санс, ќе остане Феникс во напад. Тачи. Трпески. Ја загуби топката. Оди Наков во против напад. Се решава да се стират поени за Ристовски. Прв играч кај Водно Санс од двоцифрен број поени. 63-47. Трпески. Величковски, повторно за Трпевски. И нова грешка. Се пак за момент исправи Тачи. Нема поени. И сега една бркотница по теренот и тука е Митровски за момент пресече. Има ли услови за
требаше да оди на кош, меѓутоа може би помалку и страв да не се погреши и направи грешка во чекори. 7 минути и 8 секунди до крајот, 16 поени предност за тимот на Феникс. Тайм-аут, да видиме само кому ќе му биде впишен. Реакции сега и од двете клупи. Очекуваме продолжението на надпреварот. 7 минути 8 секунди до крајот. 63-47. Сега се вуваат и двете, да кажеме така, навивачки групи во оваа завршница. Матерски, Тодоровски, обид за 3. Но ова е пресилно. Остануваат 6 секунди за напад за тимот на Водно Санс. Пепич погодува. 8 поен за Пепич. Тайм-аут за Дервишевич. Во овој период, 7 поени предност само во последниот период за екипата на Водно Санс, со што е намалена разликата. И доколку продолжи со ова темпо, можеме да очекуваме возбудлива завршница. Двајцата тренери со инструкции каде да бидат поставени и играчите. И лошо додавање. Топка за Водно Санс. Ова се може би клучни моменти за да се врати на известноста на надпреварот. Ја споменам само некаде во првата четвртина, односно по оној момент 26-23 кога беше за Феникс и тайм-аутот што го направи Дервишевич, неговата екипа направи серија 14-0 за солидно водство и сега успешна блокада на Стефановски. Премногу далеку се одрази Филип Наков во оваа ситуација за двочекор, па едноставно не можеше да го направи оној завршен чекор за полагање, за положување за поени. Митревски. Стериовски. Префрлена топката Стефановски, но Величковски поврата за Стефановски. Нема завршица со кошница, грешка на Величковски. Втора за Феникс, Водно Санс нема ниту една. Четврта за Величковски.
Кај тимот на Водно Санс, Пепич има 4 лични грешки. Кај тимот на Феникс, Стериовски и Величковски. Ристовски. Убав влез, нема поени, офанзивен скок на Ристовски. А ако е за Стериовски, тоа би требало да биде 5-та лична грешка. Такво така, за него надпреварот е завршен. Предраг Стериовски, 4 поени на денешниот дуел. 4 скокови, 3 асистенции. И сега лошо додавање на тимот на Водно Санс. Величковски ја украде оваа топка, тачи. Повторно за Величковски. Оди кон противничкиот кош, Величковски не успее да поентира. Сепак тој повторно ја прифати топката, Георгиевски. И лошо го направи ова кошаркарите на Феникс. Сега мала криза во организирањето на нападите. Ќе се враќа во игра Богатиновски. Пепич, Ристовски. Матевски, Ристовски, обид за 3. Водно Санс не погоди ниту една тројка. Нема тројка ниту кај тимот на Феникс. Може би товарот, играњето во финале го прави своето. Тачи атрактивно од задгрб за Богатиновски. Сега растрчани кошаркарите на Водно Санс по целиот терен. Се обидуваат на тој начин да анулираат дел од предноста. 5 минути 5 секунди до крајот на надпреварот. Тачи оди сам кон противничкиот кош. Убава асистенција за Георгиевски, негов 5-ти поен. Тачи 7 асистенција, 11 поени. Само Митревски има дабл-дабл учинок, 19 поени, 12 скокови. Сега број 10 кош за Матевски, втори играчка и Водно Санс со двоцифрен број поени. Сега загубена топка или пак освоена Матевски. Уште еднаш прецизен 12 поен, 65-53. Лична грешка. Број 1. Трета за Ристовски, сите во второто полувреме. Трпески. И сега ова се минути за Филип Георгиевски. Ја користи секоја добра топка, негов 7-ми поен. 67-53, 4 минути и 14 секунди до крајот. Пепич не успеа да поентира. 14 разлика за екипата на Феникс. Трпески. Георгиевски за Богатиновски. Митревски без кош во последниот период, остана со 19 поени. Уште 6 секунди за шут. Лична грешка Ристовски. Четврта лична грешка. И сега тайм-аут за тимот на Водно Санс. И сега една мала некоректност од клупата на Водно Санс кон судиите. (13-6) во последниот период за екипата на Водно Санс.
И сега, дали има техничка грешка за клупата на Водно Санс. Значи едно слободно фрлање и топка од страна за Феникс. Митревски на линијата за слободни фрлања. Поени за Митревски. Вчера постигна 19 со 5 скокови, 63% реализација имаше на вчерашниот надпревар. Се снајде во оваа ситуација Тачи, иако реагираат гледачите што се во непосредна близина, дека тој бил веќе во аут. Митревски има денеска 66% реализација, поени за Богатиновски, четврти поен. 70-53, дали ова последен чекор на Феникс за шампионската титула. Матевски бара простор. Нема поени за Тодоровски и може би тука завршуваат сите надежи на тимот на Партизан Водно Санс дека има шанса да стори нешто во овој финален надпревар. Сега ова е двојно водење. Георгиевски повлечен од игра, него место Величковски, 3:11 до крајот. Тодоровски не можеше сам во оваа ситуација. Добро беше покриен. Пожртвувано сега Ристовски. Мислам дека е исправна одлуката на судиите, дека сепак претходно беше топката веќе во аут. И сега Ристовски. Лошо додавање. Првиот играч од вчерашниот надпревар денеска може би на многу послабо ниво, пониско. И тоа е може би причината зашто тимот на Водно Санс се наоѓа во ваква позиција. Игра влезе играчот со број 9 Марко Николовски. Еден од пониските. 168 сантиметри висок. На повреда се жали Тодоровски. Тече нападот на Феникс. Матевски сам против четворица, затоа ја запре акцијата. Наков, Тодоровски, дали ќе видиме првата тројка на надпреварот, сепак не. Се извинувам, имаше една Митровски во овој дуел. Тачи. Четврта лична грешка за Тачи. Две слободни фрлања од причина што го искористија бонусот. Кошаркарите на Феникс. Не, сепак ова е четврта лична грешка, дали судиите оценија дека е шут за 2, непрецизен Пепич. Трето промашено слободно фрлање. Прецизен, 9 негов поен. 54, 70 спрема 54. Лична грешка. Матевски, четврта. Трета тимска за Водно Санс. Величковски.
Број 9 лична грешка. Втора за Николовски. Замена, во игра ќе се врати и Михаил Митровски. Митревски. Трпевски. Се разбира сега во една ваква ситуација се троши времето, ќе се шутира пред звукот на сирената. Наков. Лична грешка од Митревски, број 11. Негова четврта. Минута 43 до крајот. Кошаркарите и родителите пред се на екипата на Феникс, на децата кои играат, може да почнат и да ја прославуваат шампионската титула. Сосема заслужено и од она што го видовме во последните два надпревара, вчера во полуфиналето и денеска во финалето. Не е прецизен Матерски, 12 поени. И во вториот обид не прецизен, нова лична грешка за Тачи. Надпреварот за него завршен. Пета лична грешка за Тачи. Игра ќе влегува Георгиевски. Тајмаут за екипата на Водносанс. Долг испадна овој тајмаут. Се одолжи надпреварот. Некаде 20 часот и 10 минути почна. Сега е 22 часот и 5 минути. Иако е финале, сепак може би малку и се претера со паузите, со прекидите. Пепич 10 поен. за екипата на Водносанс. И 56 поен. Стефановски ја прифати топката, одигра денеска. Еден солиден надпревар со 11 поени. Богатиновски. Величковски, 7 поен, 72, 56, 16 поени разлика. Матерски. Нема тројка за Водносанс. Ја прифати оваа топка Митровски. Се бори таму со противничките играчи. 2 секунди за нападот, за шут за екипата на Водносанс.
Обид за 2 поени, Пепич не успеа да погоди. Сега против напад Стефановски 72, 74, 56. ...72, 58, сепак тоа е резултатот. Сега започнува и славието веќе на клупата на тимот на Феникс. Шанса добија и другите играчи, оние кои беа само пријавени, Добревски, Христоф и Грашиновски. Сега и мала некоректност од просторот каде што беа навивачите на Партизан Водно Санс. Полета едно пластично шише во непосредна близина на местото каде што се коментира. Уште 28 секунди до крајот на надпреварот. Митровски, Матевски, обид на Матевски, има 2 слободни фрлања. Чекаме и овие последни 20 секунди да изминат. Веќе кажав од порано, некаде можеби од средината на вториот период тимот на Феникс направи серија од 14-0, што се покаже како клучна за победата на овој надпревар. 72-59. Не е прецизен во вториот обид Матевски, го завршил надпреварот со 13 поени, а сега лична грешка. Треба да е тоа петта за Пепич, ако е од него. На линијата за слободни фрлања Величковски, сега малку и крајот се одолжи. Величковски, 8 поен, 75, 59, 57 сега, значи грешка на семафорот во претходниот тек. Оној кој што јас го имав како кој за Феникс, по се изгледа беше точно запишан од моја страна. Пепич оди сам, го завршува овој напад. Може би ова се и последните поени на надпреварот. Веќе станува пучно и во малата сала во спортскиот центар Јане Сандовски. Крај на дуелот. Кошаркарите на Феникс успеа да триумфираат и освоја шампионската титула за кошаркари во играчи во конкуренција на играчи до 14 години во финалето. Победа против тимот на Партизан Водно Санс 75-59 во последната четвртина. (19-14) за екипата на Партизан Водно Санс. Но уште еднаш ќе повторам, оној резултат што го направија и што беше клучен во втората четвртина, она серија 14-0 ја донесе победата за екипата на Феникс. Сосема заслужено, како и вчера. На убедлив начин го совлада тимот на Вардар 196-48.
Честитки за екипата на Феникс, предводена од тренерот Денис Дервишевиќ. Секако да ги споменеме имињата на шампионите: Давид Трпевски, капитен на екипата, Мухамед Тачи, Филип Георгиевски, Тео Богатиновски, Филип Грашиновски, Андреј Митревски, Амар Хот, Марио Стефановски, Предраг Стериевски, Горан Личковски, Бојан Стојановски, Христоф и Теодор Добревски. Честитки уште еднаш за победата и секако продолжуваат возбудувањата. Утре нов полуфинален дуел во категорија за играчи до 16 години. Вардар против Партизан во односот. Ви благодарам за вниманието и секако останете со програмите на Сител. Пријатно од мене.